за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели на фреквенциите на Радио Слободна Македонија, особено сега во после 20 часот и некаде 5-10 минути, вие сте на брановата должина на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Па еве, добра шанса сите оние кои што сте покрај вашите радиоприемници, особено оние кои што возат и во своите кола ги имаат вклучено брановите на ова радиодифузно предпријатие, ве поканувам да го проследите најновото издание на емисијата за македонските работи, во кое што, како и сами знаете, дека лајт мотивот е политиката, парадоксите и сето оноа што се случува е составен дел на нашите политички избеднувања во Република Македонија, се однесуваат за Република Македонија и всушност се нараскнлив дел на оној мозаик, како може така да го наречеме, што ни го пружа плуралистичкиот систем во Република Македонија. Како што реков, сега во фокусот на вниманието, особено по потегањето на последните потези или поточно речено со обелоденувањето дека 24 април веќе заминува во историја како датум кога треба да се извршат или да му се случат на македонскиот народ четвртите поред вонредни парламентарни избори, се наметнува прашањето дали 5 јуни навистина ќе биде датум или поточно речено ќе биде соочување на македонската јавност со народот, политичката јавност со народот, дали Република Македонија конечно со завршувањето на овие избори кои што се планирани за овој датум ќе излезе или поточно речено ќе заврши политичката криза, која што, верувајте, како што може тоа да го констатират и повеќето аналитичари, политичари и сите оние кои што се занимаваат на некој начин со политиката, оваа криза ќе остави далекосежни последици. Како што рековме, да продолжиме, значи завесата на македонската политичка сцена е спуштена и конечно ќе доживееме, ако тоа се случи, се разбира, на 5 јуни повторно да дискутираме, но тогаш да дискутираме дека Република Македонија излезе од политичката криза, Република Македонија доби солидна влада која што ќе ја води земјата понатаму и на крајот на краиштата нашите ориентации ќе бидат сосема диаметрално спротивно на сосема друг правец, на реформските зафати, на патеката која што всушност го прави и го чини просперитетот на нашата држава. Но, земајќи во обзир дека имавме можност и сите во кои што едноставно, како што кажав, бевме инволвирани во настаните кои што се случува во врска со тоа да или не и за избори на 24 април и така натаму. И понатаму продолжуваме, барем јас колку можам да сватам, да приметам, следејќи ги сите оние настани кои што се обелоденуваат на првите насловни страници во нашите медиуми и така натаму, дали со тоа значи дека конечно можеме да стигнеме и да кажеме дека продолжувањето или бесконечноста на политичката криза во Република Македонија ќе продолжи со сериозни, како што реков претходно, економски и безбедносни последици по државата. Времето ќе покаже, така велат поискусните и оние кои што всушност имале вакви слични искушенија, се судрувале со вакви нешта и на крајот на криштата секој проблем постои за да биде и решен. Па се надевам дека ќе дојде до израз волјата на народот, демократијата на вистина ќе зачука конечно на нашите врата и Република Македонија, како што рековме, на кое што сите и посакуваме добро, конечно, како што реков, ќе биде на патот кон просперитетот. Да, сега она што всушност беше дилема околу веќе завршениот чин, ако може така да се каже, со датумот за првичните избори, како повторно да поново 24 април, беше дали еден од е добитник, а вториот политички опонент е губитник во ова политичко надмудрување, ако така може да се каже. Или со прости зборови, да парафразирам, дали Никола Груевски во овие решителни моменти погреши или го повлече вистинскиот потек, кога во прашање беа клучните решенија по иднината и судбината на Република Македонија. Зашто великам Никола Груевски? Затоа што сето, поточно речено, клучот на решавањето на оваа дилема се наоѓаше токму во рацете на поранешниот председател
на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, актуелен председател на водечката партија ВМРО ДПМН во Република Македонија, кој што, како што реков, постапи онаку за некого, онака како што најмалку и очекува, а тоа се сложи сепак да има поместување на изборниот датум. Јас би рекол, точно е дека животното искуство, почитувани, не учи и подсетува на непишаното правило. Никогаш не вели никогаш, како што се случи во овој случај. Но кога е во прашање државата, кога е во прашање нашата Република Македонија, кога е во прашање сето оноа што посега по иднината, не само на нас, туку и на нашите поколенија, на нашите генерации кои што ги оставаме зад себе, на нашите деца, внуци и така натаму, тогаш се разбира дека ги менуваме своите ставови се во интерес, како што реков, кост бенефитот да го има, да ја има токму таа наша единствена Македонија. Дали погазената реч, погазениот збор, ако сакате, искажена слабост кога за противник имате некој кој од петни жили со сите недозволени средства бара, измислува противаргументи за нешто и некого кој апсолутно не е во право. Во дадениот случај, можеби повеќето нема да се сложите со мене, и да ја прифатите оваа моја констатација, теза како сакате, но еве убава можност за дебата која веќе се води во разните електронски форуми, во разните други електронски медиуми и така натаму на социјалните мрежи, каде што всушност, како што реков, дилемата или односно дебатата треба да го даде конечниот одговор кој навистина беше во право, кој е добитник, а кој губитник. Знаете што, во пракса тогаш се земат во обзир резултатите на анкетите кои што ги прават таквите определени асоциации, агенции и така натаму, и се разбира оние кои што уживаат голем авторитет, затоа што досега, како што праксата покажува, нивните резултати се некаде плюс минус 2 до 3%. На сите нам ни беше кристално јасно зошто истомислениците на и оние кои што ја поддржуваат или се на брановата должина на политиките на Зоран Заев бега од избори кои што самите ги бара и кои што ги добија. На крајот на криштата не знам, се уште не сум прочитал дали постои некое општество во кое што опозицијата бара избори за да не излезе на истите. Без разлика какви се нивните мотиви, без разлика кои се нивните оправдувања, аргументи, контраргументи, како сакате, во секој случај, затоа и постои опозицијата. А се разбира, кога имаме судри помеѓу два политички опоненти, представени преку политичките асоциации, преку политичките партии, преку нивните приврзаници, членови, активисти и така натаму, добива само третиот, а тоа е државата, во овој случај Македонија. Треба да не биде исто така кристално јасно и зошто ВМРО ДПМН се реши да прифати едно мало поместување на изборниот ден. Единствено, како што реков, можеби на човекот кој што денови ве слушнав дека си заминува во неговата Белгија, и го нарекоме белгијанецот, Ван Хауте и слични нему, кристално не им е јасно зошто сето ова, зошто и зашто на ваков начин се заврши оваа политичка фарса, кога се разбира дека на крајот на криштата избори ќе има, но не онака како што очекува и бара токму опозиционерите. Одговорноста, почитувани, морам да признам, на државата и за народот во Македонија е онаа звезда водилка која што во дадениот случај и во решителниот државнички се наоѓа во решителниот државнички потек на премиерот Груевски. Зошто велам државнички? Времето ќе покаже, да не кажам историјата, значи ние сме современици на овие политички збиднувања што ни се случуваат во Република Македонија. Ќе покаже и тоа многу брзо колку е исправен потегот што го направи господинот Груевски. Јас во една од претходните мои емисии претпоставував дека доколку не дојде до избори на 24 април, повторно ќе имаме демонстрација на улична демократија, повторно ќе имаме нереди, кризата ќе се продлавочува, не дај Боже крвави настани и така натаму. Во секој случај сега сум подготвен сето тоа да го повлечам од проста причина што не очекува токму Никола Груевски, токму ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе направат еден историски, ако може така да се каже, исчекор
и едноставно можеби во дадениот момент ја губат битката, но на крајот за да ја добијат војната со политичкиот противник. Како што реков и повторно ќе повторам, остапката е во интерес на Македонија, затоа што со ова кусо поместување на изборниот датум пред се мислам дека ќе спласне во првиот ред меѓународната поддршка. Потоа злоупотребите од страна на опонентите на Македонија ќе се маргинализираат, знаете на што мислам, а лозерите или губитниците ќе бидат прогласени за кочничари на реформските развојни компоненти и одот на Македонија по патот на прогресот. А тоа ќе се сето тоа материализира со исходот на изборите кои што ќе бидат на 5 на јуни 2016 година. Пролонгирање на датумот е парадоксално да се размислува и во памета е на оние кои што всушност таквото нешто го предложиле, го прифатиле, се во интерес, како што реков, за мир во куќата, сега наеднаш повторно да бидат изиграни или поточно речено едноставно да не стојат до дадениот збор и да се поиграат со трпението пред се на македонската јавност. Зошто велам нема повеќе пролонгирање на изборниот датум? Затоа што нема вадење веќе со избирачкиот список, кој што сега има и повеќе време истиот да биде прочистен, онака како што сакаше опозицијата и како што сакаше меѓународниот фактор, а уште време, како што реков, има можност да дојде до приближување на медиумските реформи, кои во дадениот момент не смеат да бидат пречка во потегнување, во решавање на, поточно речено, во прецизирање на датумот за избори 5 јуни. Значи, тогаш можеме да кажеме дека и покрај тоа што реков дека кредибилни услови за избори во Република Македонија има, ќе има уште почиста основа, база и врз кое што ќе се темелат сите оние заложби на политичките партии, на сите политички опции кои што во борбата за власт едноставно ќе го покачат или ќе го спуштат веќе расположивиот рейтинг, оној кој што го знаеме, кој што во последно време, особено Примагалуп, Ири и така натаму и сите други оние агенции кои што се нивната поставен се за испитување на јавноста во некое политичко милје, да ги биде, односно да бидат некаде блиску со процентите кои што ги предлагат и поточно речено кои се резултат на нивните испитувања. Повторно ќе се навратам врз категоричниот став на Никола Груевски, кој што рече дека ете го прифаќаме 5 јуни, а тоа е последниот датум кој што доаѓа во предвиди и кој што не смее и не треба, нити ќе биде пак повторно монета за подкусурување на нечии туѓи интереси. Но постои нешто друго. Таа изјава негова е всушност одлуката за изборниот ден, која што беше во негови раце, е подкрепена од некои други фактори. Од ветувањата кои што ги добија токму од во наводници сојузниците на опозицијата на СДСМ, кои што го бара ова пролонгирање на изборите од 24 април, иако истите и законски беа втемелени за како такви да се реализираат. ВМРО ДПМН и председателот Никола Груевски има таа одговорност која што ја носат за државата и сите тоа го очекува. Ја носат одговорноста пред се за народот. После сигурно детални анализи и консултации, извршниот комитет на ВМРО ДПМН донел одлука и поместувањето на изборниот ден за 5 јуни со цел бил да ги задоволи не само СДСМ, туку иако тие бегаат од изборите, како што реков, и од сочувањето со народот, ќе остават простор да бидат погрешно разбрани во поднаводници членовите на ВМРО ДПМН, партијата на ВМРО ДПМН и тоа од нашите граѓани, дури и од членството на ВМРО ДПМН, кој што доколку нема такви избори на 5 јуни, тогаш сето ова ќе биде фарса и мислам дека голем дел од членството, голем дел од симпатизерите, активистите на ВМРО ДПМН ќе
ја променат или ќе се обидат да ја променат страницата на действувањето во и членувањето во оваа партија. Може би крупни зборови, но сето ова почитувани го зборувам од искуство затоа што во текот на овие денови голем број мои сограѓани, мои пријатели, сопартици и така натаму прашуваа што е вистинската причина за променувањето и на датумот и попуштањето на политичкиот опонент, кога сите знаевме дека ние можевме да ги изведеме изборите, дали без разлика дали СДСМ ќе учествува или ќе абстинира на истите. Но сето ова, како што реков, е подкрепено и има голема основа врз кое што ќе се темели вистинското остварување на овие избори на 5 јуни, од проста причина што таквите ветувања доваѓаат и од Европската унија и од представниците на Соединетите Американски држави. Пред се мислам на Джеймс Бейли како представник и амбасадор на Соединетите Американски држави во Македонија. Тие со, како што беше изјавата на пресконференцијата која што имаше председателот на ВМРО ДПМНЕ пред јавноста, кажаа и се базира на 4 убедителни околности или 4 работи кои што всушност се содржани во констатацијата дека треба да се верува на овој вистински потек, како што реков, ќе видите истиот ќе има благосежни последици по нас пред се граѓаните на Република Македонија, по состојбата во која што ете ни криви ни должни се најдовме и ни ја пласира, односно ни ја сервира се со цел да си ги остварат своите нископартиски поени, да добијат нископартиски поени и така натаму, а други и некои поголеми далекосежни цели кои што во дадениот момент за кои што не сакам да дискутирам. Првото убедување е дека ова ќе биде единствено пролонгирање и нема да има ново барање од нив за пролонгирање изразено во било која форма. Вие сами знаете дека Прежденскиот договор се договараше и на 2 јуни, 2 мај и на 5 јуни. И од тоа ништо не се случи. Поточно речено, договорот, по тој договор следеше договор на договореното, на измените, на барањата, на желботеките и така натаму, кои што не беа, ама никако нема ни буквата С од составен дел од записниците и заклучоците кои што беа подпишени од 4 лидери на големите политички партии во Република Македонија. Значи, прво, дозволете ми да го цитирам Груевски, кој што тоа го кажа и сигурно сте го запомнале, но еве едно освежување. Прво дека ова е единственото пролонгирање и нема да има ново барање од нив изразено во било која форма. Второ, дека до изборите на 5 јуни повеќе нема да има разноразни преговори за организирање на изборите, бидејќи и тие сега веруваат дека ДИК ќе има доволно време да ја заврши својата работа со пречистување на избирачкиот список. Трето, дека нема да има поставување на никакви нови услови за одржување на изборите на 5 јуни, вклучувајќи го и законот за медиумите. Ова е многу интересно. И законот за медиумите. И четврто, нема да има нови проценки за тоа дали земјата е подготвена или не за изборите од страна на ЕУ и САД, затоа што со поместувањето на датумот овие нешта се абсорбирани. Додатно на сето ова, многу битно е за нас, пред се оние кои што сме инволвирани на некој си начин во политиката и да ги поразбереме сите овие случувања, е тоа што цврстото уверување доаѓа и од страна на председателот на партијата ДУИ, Али Ахмети, дека стојат цврсто на одлуката за избори на 5 јуни и без разлика дали СДСМ ќе излегува или ќе учествува на тие изгледи или не, тие мора да се одржат. Со оваа поместување им е дадена една последна, ако може така да се каже, шанса на Социјалдемократскиот сојуз во Република Македонија сепак да излезат на изборите и да ги погледнат во очи сите оние кои што се всушност гласачки електорат, да го погледнат во очи народот, да го погледнат во очи граѓаните на Република Македонија, на кого нека ми извинат, му е наметна оваа политичка криза. Само со излегување на избори, со нивна партиципација, се добива легитимитет и доверба од граѓаните и никако поинако. Сите други формули, сите други идеи, сите други ветришта кои што доаѓаат од задгрб и ги подигаат моралот во Социјалдемократскиот сојуз се губитната комбинација.
барем така да велат поискусните политичари. Почитувани, само да сето ова да го подкрепан деновиве, или поточно речено некаде во петокот оваа недела, председателот или лидерот на СДСМ господинот Зоре Заев изгледа на прес или даде изјава која што е диаметрално спротивна на сето ова што го зборувавме и за кој што самиот се залагаше. А тоа е дека СДСМ ќе учествува на изборите на 5 јуни, затоа што имало доволно време истите да бидат како такви прочистени и да бидат на крајот на кришата и кредибилни. А што се однесува и дека ќе има поместување за сите нивни заложби околу донасењето на заедничко, да не кажам консензуално мислење во врска со реформите во медиумите. Јас тука би предложил почитувани да направиме една куса пауза, земајќи во обзир дека имаме уште многу нешта да кажеме во оваа емисија, кои што се всушност и тема на вечерашното моје обраќање, па затоа по куса пауза повторно да се вратиме на брановите на Радио Слободна Македонија, каде што ќе можете да го проследите продолжетокот на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, само да ги подсетам сите оние кои што подоцна се вклучија на фреквенцијата на радиодифузното предпријатие Радио Слободна Македонија, во теке и вие го следите, се разбира, најновото издание на емисијата за македонските работи со премариус доктор Јордан Пачков, каде што, како и сами знаете, дека лајт мотив или тема на која што често пати дискутираме всушност е политиката како нераскинлив составен дел на сеопштото живење во нашата земја. Има зашто да се дискутира, има зашто да се зборува од проста причина што политичарите издашно ни даваат теми, можности за дискусии, коментари, па некогаш и расправи, ако може така да се каже по знак наводници, затоа што треба да се почитува сечие мислење, затоа што демократијата која што е длабоко навлегла во порите на нашето општество ги дава резултатите, затоа што, како што реков, уште еднаш таквите мислења треба да најдат и на разбирање, затоа што ставот кој што е подкрепен со аргументи, истиот е валиден и пред вистината, како што велат луѓето, дури и боговите молчат. Епа, јас се обидувам на некој начин да ја канализирам сето ова, ако може така да се каже, политичка шема која што, искрено да ви кажам, не може да се замисли ниту еден медиум кој што екзистира во сферата, во етерот во Република Македонија, и од таа причина и придонесот мој со ова емисија како уредник на емисијата и пред се на Радио Слободна Македонија како радиодифузно предпријатие дава на некој си начин можност за едноставно да се впуштиме во една таква принципиелна дискусија од која што ќе го извлечеме, како што речев, ќе го извлечеме кост-бенефитот за на оние, да им помогнеме на оние кои што треба на некој си начин дури да ги променат своите ставови. Тврдоглавоста никогаш не давала резултати во тврдоглавоста, но сепак тврдоглавоста е најповеќе застапена помеѓу политичарите. Нека не ми замерат колегите, но на некој си начин она што ни се случува токму во Република Македонија треба да биде мост, или поточно речено да биде еден премин кој што ќе ни дозволи заеднички да го решаваме проблемот со она што се случува во Република Македонија, затоа што, верувајте, не само сега на овие избори, дури и оние кои што ќе дојдат после 4, 8, 16 и така натаму години, сите партии во својот слоган ќе го содржат за Македонија. Она за Македонија треба да биде веродостојна. Застанавме кај изборите и исходот на изборите, поточно речено нивното пролонгирање за 5 јуни, и не погрешивме кога рековме дека истите и треба да се конечно завршат, затоа што последната моја мисла, каде што го прекинавме првиот дел на емисијата, беше дека дури и лидерот на опозицијата, господинот Зоран Заев, во една своја изјава меѓу последните најави дека СДСМ сигурно ќе учествува и ќе партиципира на овие избори. Само се плашам неговата изјава да не биде промената, како и претходните кои што ги даваше, па не доживува 1, 2 или најповеќе 3 дена.
Но она што најповеќе од сето ме радува почитување, на оваквиот начин заврши мисијата на еден човек кој што себе се сматраше како голем политичар, човек кој што доаѓа од Белгија, човекот кој што беше на некој си начин медиатор или олесновач, како ја не можам да изберам некој соодветен термин, односно некое име да го насловам, проста причина што со неговото доаѓање, со неговата ароганција и пред со неговите јавни настапи всушност се стави како персона нон грата, непожелна личност во нашата средина и на крајот на краиштата како голем сојузник на некои, ајде да ги кажеме, туѓи сили и фактори кои што не им мислат добро на Република Македонија. Затоа велам дека деновиве разбрав и официјално беше објавено на некои портали и на социјалните мрежи дека Ван Хојте ја напушта Република Македонија и најверојатно се враќа во Белгија. Лично мене ми е тоа многу битно затоа што не само што ќе спласне, ќе ја снема она негова саркастична насмевка на она мачио лице, ако може така да го кажеме, на овој белгијанец. Неговата мисија, невозможна мисија, би рекол, во Република Македонија конечно заврши. Но тој не е тема на вечерашното наше излагање. Тема е, како што реков, 5 јуни или поточно речено, што ќе се случи до 5 јуни во ова предизборие кое што пополека деновите минуваат, датумот и терминот се наближува и ние веќе треба да се обрнеме, оние кои што се разбира ќе се активисти во некои партии, се членови на некои партии и така натаму, да се осврнеме на програмите со кои што ќе излеземе пред гласачкиот електорат и да ја спроведуваме политичката наша агенда, затоа што, како реков, денот 5 јуни многу брзо ќе дојде, треба да бидеме подготвени и ветеното кое што ќе го дадеме пред на јавноста, пред увид на македонската јавност, за истото да бидеме децидни и дека ќе го оствариме. Затоа, почитувани, ќе се случите со мене, мора и треба да се даде поддршка за се што презедува за граѓаните пред се и државата, за притисоците на сите страни кои што ги издржа и надмина, за искреноста во настојувањето да ја брана тезата дека пред се државата е пред се, за Македонија е пред се и така натаму, на политичката, на најголемата политичка партија во Република Македонија, тоа е ВМРО ДПМН. Зошто? На 5 јуни едноставно посакуваат поголемиот број на граѓани, ако не друго барем оние 500.000 кои што на последните исто така вонредни избори ги дадоа гласовите токму за оваа политичка партија и за премиерот Никола Груевски, ќе видат и знаат поточно речено кој ќе победи, а кој ќе изгуби. Пред се мислам дека победници ќе бидат граѓаните на Република Македонија. Губитници не би сакал никој да биде. Губитник не може да се смета секој оној кој што се бори за власт. Но губитник или непопуларен или оној кој што треба да замине од политичката сцена ќе треба да размислува со какви аргументи и со што настапува токму пред граѓаните. Нашите граѓани почитувани веќе научија што е политика. 25 години сме самостојна република, суверена Република Македонија. И за 25 години имавме сијасет избори, вонредни, редовни, локални, парламентарни, председателски и така натаму и така натаму. И затоа нашиот граѓанин со чисто лице, поточно речено, подготвен ги очекува токму овие, каде што мислам дека истите ќе представуваат референдум за Македонија. Верувајте, затоа што додено е трпението до крај, не сакаме повеќе политичка криза, сакаме конечно да избереме една солидна влада која што ќе води сигурно државата напред во просперитетот и кон северноатлантските асоцијации. Една стара почитувани индиска поговорка вели дека подобро е да се живее во својата татковина во неволја, отколку во туѓа со задоволство. Тоа го покажува сите оние кои што заминеа од Република Македонија. Тоа го покажуваат сите оние кои што кои ќе се спомне Република Македонија, срцето во градите чука седомосмински, ако може така да се каже, забрзано, кои што ја сакаат Македонија. Вистинските патриоти и родљуби кои што имали можеби причина зошто заминале, но кои што едноставно не може да имаат своја втора татковина. Било како да живеат во било какви изобилства, какви подобри услови и така натаму и така натаму. Македонија, она нашата,
она суверена Република Македонија, што е секојаш низ историјата докажува дека е обстојува таа Македонија која што често пати ја викаме вечна наша Република Македонија е мајката, нашата татковина за која што едноставно и сега се уште се бијат копјата на бојното поле. Политичките опоненти еднаш за секојаш морат и конечно да сватат дека Република Македонија е добитната комбинација. Таа Република Македонија која што всушност во својот состав, во својата содржина нуди една благопријатна, благосостојба, каде што таа заслужува на крајот на краиштата свој развој, прием во некои други европски или било кои други асоциации и така натаму, е всушност само обид да се докаже дека ние сме далеку зачекориле во она што значи современо општество. Во животот, почитувани, повторно ќе искористам една филозофска мисла, ќе ви кажам дека можеби сте во состојба и можете да сакате две жени во исто време вистински, но двете татковини не, верувајте ми. Обидете се тоа да си го прокоментирате и ќе дојдете до сознание дека сум во права. Затоа што само една може да биде татковина, една може да биде родена грудка. Тоа е Република Македонија за нас македонците или оние кои сме на таа бранова. Затоа сега се бранова должина. Затоа сега се прашувам дали сега со заминувањето на Питер Ван Хојте, тој што е негираше Република Македонија, македонскиот народ и така натаму, ќе има следбеници после него во Република Македонија, кои ќе го продолжат неговиот став дека Република Македонија е составен дел на Грција. Јас можеби малку поетски, филозофски сум расположен вечерава, но верувајте, кога е во прашање Република Македонија, тогаш верувајте, треба да надвладе она патриотско чувство и мислам дека тоа е единственото нешто што може сите нас да не сближи и покрај тоа што имаме разни политички ставови кои што ги браниме со сопствени аргументи и така натаму и така натаму. Значи, почитувани, заклучоците на Централниот одбор и поточно речено на СДСМ и сите оние кои што настапија, поточно речено, пресовите и ги протежурија нивните идеи и така натаму, за момент како да не става во дилема дали на вистина Социјалдемократскиот сојуз ќе излезе на овие избори. Имав можност во медиумите деновиве да ги, особено на оние медиуми кои што се многу блиски до политиките на Зоран Заев на Социјалдемократскиот сојуз, да ги слушам гостувањата и тезите и на функционерите, на поголем дел од функционерите од СДСМ, кои што и понатаму повторно како златна резерва зборува дека доколку не бидат прочистени избирачките списоци да онака како што треба да бидат, доколку нема реформи според нив на медиумите кои што тие ги сакаат и кои што се нонсенс во нешто што се вика реформи и тоа замислите во новинарството, тогаш СДСМ нема да излезе на изборите. Добро, на крајот на краиштата и да не излезат на избори, во секој случај избори се прават и без некој кој што не сакат се ради. Но дополнителната изјава, кој што рекоа дека тие нема да бидат неми свидетели на сето она што ќе се случува на изборите, малку и загрижува. Ние се уште не го знаеме планот Б на Социјалдемократскиот сојуз. Може би и немаат на некој си начин. Може би ќе се обидат повторно да искористат некоја веќе провереност темно сценарио кое што ќе даде во овие услови, ако може да се каже, да даде некои резултати во што чисто се сомневам. Одговорното и достоинствено однесување мора да биде императив за сите политички фактори. Тоа често пати сум го зборувал, затоа што во прашање Македонија. Република Македонија мора да оди напред и не смее веќе да биде заложник на политичка криза и агонија која е создадена во овој изминат период, а не е мало, повеќе од година дена. Народот бара решенија. Тоа може да се забележи на секој чекор, во секој медиум, во секој разговор, па дури и на средбите кои што се планирани за семјини веселби и така натаму, се дискутира најповеќе за политиката, за секојдневните проблеми, за нивното решавање. А партиите како приоритет треба да ги имаат не личните интереси и нивните раководства, туку да имаат, како што реков, да го имаат народот и нашата заедница.
она заедница во која што реков припаѓа на граѓаните на Република Македонија. Затоа мора да признаеме и да се заложиме сите да има фери демократски избори, и тоа не е прашање од кое што СДСМ треба да се плаши и тоа прашање да го загрижува. Барем таков беше и ставот на извршниот комитет и централниот комитет на ВМРО-ДПМН. Тоа што Социјалдемократскиот сојуз треба да го загрижува е отпорот кој што го создадува и прашање како ќе успеат да го надминат, отпорот во државата против нивната деструктивна политика, која што беше базирана, како што сами знаете, ајде ќе подсетиме на некои фабрики за афери, во знак наводници, интриги, сплетки, шпионски филмови, манипулации, на крајот на криштата и се уште недокажаните, сечени, лепени, монтирани, телефонски, незаконски прибавени телефонски разговори. Државата и нејзината едина почитувани на граѓаните треба да им биде императив. И не смеат да бидат зависат од себичноста, како што реков, и кусогледоста на неколку лица, политичари, па нека се и функционери во партиите кои што се во опозиција. Таа агонија, во која што ја преживувавме, која што беше на некој си начин се столичи, или поточно речено се всади во секоја наше како што реков, другарување, секоја наша средба и така натаму, треба да ја оставиме зад нас. Во интерес на Република Македонија, затоа што, како што реков, Македонија секојаш била и треба да биде лајт мотив на сите наши ангажмани и сите наши напрегања и сите наши визии за подобра живеачка. Затоа, почитувани, јас ова, колку и да го зборувам со некоја наплив на патриотизам, колку ова да го зборувам со некоја пребоена боја како политичари и така натаму. СДСМ како партија која што во своите редови го има техничкиот министер на Министерството за внатрешни работи и СДСМ како партија која што го има одлучувачкото влијание во Државната изборна комисија, тоа на дело се покажа дека дури и председателот на ДИК не бил неутрален според своите постапки, кога знаете што се случува овие денови. Тоа се институции кои што претходно ги спомнав, во кои што лежи клучот на решавањето на проблема за пречиствување на избирачките списоци и за она што всушност е вториот камен на сопирање, а тоа е реформите во медиумите. И покрај тоа што топати сум рекол, ако правиме реформи за медиуми, а парадоксално, абсурдно е, ако правиме закон, а да не ги прашаме токму оние кои што најповеќе тоа ги засега, а тоа се новинарите. Доста беа заканите и тоа морам да признам помалку застрашувачки, запрашувачки, затоа што верувајте, нашите граѓани веќе се доведени до таква позиција во која што секој исчекор, дали бил позитивен или негативен, ќе дава некои репрекусии, а тие не знаат какви. Доста беа изрекувани тие лажни пароли, потоа навреди, затоа што, како што реков, и време е Македонија да продолжи напред по патот на напредокот, а граѓаните со сигурност тоа и само го очекуваат. Еве ќе направиме една анкета, ако сакате, ќе видите дека на секој граѓанин првото прашање на неопределена тема ќе ви биде да заврши оваа конечно политичка криза. На 24 април народот, како што реков, имаше шанса на едни фер, демократски, според мене, избори, да каже што мисли токму за овие чинители на политичката повеќе партиска сцена во Република Македонија, за нивното однесување, но и она што е најбитно, за нивната понуда и програма, во која што да треба да има сијасет проекти кои се од витално значење за граѓанинот на Република Македонија. Тогаш, верувајте ми, она што ќе се случи на 5 јуни, тоа ќе биде волјата на народот, тоа ќе повеќе пати го потенцирам, ќе биде референдум со кој што политичките партии, политичките понуди ќе се судрат или поточно речено ќе се најдат пандан или визави, како сакате, со одлуката, со волјата на народот. Експертите се согласни во една, а тоа е дека компромис на владечката партија покажува сепак
кој е конструктивниот, поконструктивниот партнер, кој работи во интерес на граѓаните. Не сметат ли дека ова ќе биде последна оставка? Тоа порака им се особено праќа на адресата на Социјалдемократскиот сојуз и да не се заваруваат дека повторно на 5 јуни ќе излезат со барање, истите да се прологираат. Сега слушам некаде се спомнува некој си септември, 15 септември и така натаму и така натаму. Но верувајте ни, како што реков, трпението е при крај, народот едве чека да го каже она што го мисли на тие избори, а некој кој што кова такви планови, нека живее во тој виртуелен свет од кој што победникот на крајот на краиштата се добива со реална понуда. Да не забораваме, ова се 4ти вонредни поред парламентарни избори што му се случуваат на ВМРО ДПМНЕ. Значи, наместо да владее 16 години, тој неполни цели години беше на политичката сцена поради тоа што секогаш се бараше во текот на нивното владење да бидат нови парламентарни вонредни избори. А тие избори, почитувани, сушност се скратуваат. Го скратуваат остварувањето на зацртаните, обелодонетите и понудените сите оние проекти со кои што ВМРО ДПМНЕ во Република Македонија излезе пред народот и кои што ги остварува. Верувајте, и овој пат ВМРО ДПМНЕ ќе настапи со сигурно многу добра програма, која што народот веќе ја препознава, која што програма сигурни се и убедени дека истата ќе ја оствари. И на крајот на краиштата, повторно, според вас за опозицијата. Нашата опозиција се моли да нема избори. Бидејќи веројатно тие креираат некој паралелен политички систем во еден, како што рекат претходно, виртуален свет, каде што тие ќе владеат без волја на граѓаните. Имаше една изрека на една моја пријателка, баба Ристена, која што често пати, не сакам сега, не е ни момент ни да ја користам, но е многу во прави. Тој филм нема да се гледа. Или македонската публика ќе ја напушти киносалата во која што тој филм се емитува. Почитувани, морам да признам и тоа дека верувам дека ВМРО ДПМНЕ нема да остапи на 5 јуни. Верувам дека тој датум нема да биде променет по никоја сила и цена. Зошто? Од проста причина што тоа е последната можна постапка во дадениот момент. Ако СДСМ избега од изборите на 5 јуни, дека се ги направи што поскоро своите реформите во своите редови. Ја не сум нивниот адвокат, не сум човек кој што треба ја да им давам сигурно некои си предлози и да им ја кројам програмата и иднината, ниту сум визионер што ќе се случи со СДСМ и така натаму, туку едноставно време е нештата да се менуваат во СДСМ и време е таа една голема, можам да кажам, мотивирачка сила која што постои во нивните редови конечно да почне да доаѓа во израз, се разбира, не на овие избори на 5 јуни, туку да направи една принципиелна и добра опозиција во интерес на политичките збиднувања, како што реков, за Република Македонија. 5 јуни не дава шанса да излеземе на политичката криза, која што трае веќе втора година. Тоа го истакнуваат сите оние кои што се инволвирани и се занимаваат со политиката. На експертите, но и на граѓаните секако да кажам, сосема јасно, ги знаат последиците зашто СДСМ не сака да излезе и така натаму, знаат каков е рейтингот на СДСМ, знаат кој рейтинг го има Социјалдемократскиот сојуз, а каков е рейтингот на нивниот водач, на нивниот лидер Зоран Заев. И како што реков, ќе има многу обиди сето ова некако на некој си начин да се минимизира, се со цел да се одложи, не знам до кога. Тогаш принципиелно би го поставил прашањето зошто мораше да се случи сето ова, зошто мораше да има ворени 4ти парламентарни избори. Па еве 2018 година наближува, ќе дојдат редовните и на крајот на краиштата Македонија немаше да падне во вакво дерече. Почитувани, тука би прекинал и поточно речено да би ви кажал дека ова е се што подготви за најновото издание на емисијата за македонските работи, која што се емитува денеска, недела, 28 февруари 2016 година. Јас сум
уредник и водител на оваа емисија која се вика За македонските работи, која е на програмите на радиодифузното предпријатие Радио Слободна Македонија. Пријатно и до слушање до идната недела во истиот термин. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.